Драги мои, имајте убав и среќен ден. Екипата на Вкусот на традицијата денеска допатува во Штип. Со многу убави рецепти и изненадувања, а каде точно дојдовме, сега веднаш ќе видите и кои ќе бидат нашите домакини. Здраво, Дени! Добро, фала, еве што туку пристигнавме. Баш ми е мило, многу ми е мило и драго што сте гостин во ресторан во Нгуров, за прв пат во Штип, претпоставувам, и да дајме можност на македонските гледачи да идоловаме малку помодерен стил на македонската кујна. Многу се радувам, а и нашите гледачи. Дени, ти благодарам што сте наши домакини денеска. Како велите? Ајде. Во градот Подисарот, во градот со богатата историја и со богатата староградска култура, градот Штип. И токму овде во ресторанот Лонгуров до мене е готвачот, младиот готвач, меѓутоа многу способен и искусен, господинот Ѓоко Ѓордиев. Како си, Ѓоко? Супер, баш ми е мило што сте гости во нашите ресторан. Што ќе ни спремиш ти за денеска за нашите гледачи? Денеска... Еве, јас дојдов во вашиот ресторан и веднаш си ја ставив кецелата и одма до тебе тука. И јас да видам што правите овде, што е најбарано овде, што најповеќе се јаде во Штип. Најбарано е посната баклава со урми. Да. Одлично. Како се прави оваа баклава? Што се е потребно прво? Да направиме баклавата со урми. Најпрви не е потребно шербето да заврие околу 15 минути. Најпрво се става кило вода. Слободно земи го тенџерето, стави го овде. 1 литар вода. 1 литар вода. Колку шекер? Се става 1 килограм шекер. 1 килограм шекер. Колку време треба да врие шербетот? Околу 15 минути. 15 минути. Лимон? Лимон се става 2 резниња. Добро. А ванилин шекер? Тоа се става на крај. На крајот. Да. Добро. Ние сега го подготвивме мастрафот за шербетот и ќе го однесеме во кујната да ни се свари шербетот. Тој треба да се излади. Да, прво мора да биде добро изладен. Одлично. Шербетот, па баклавата е врела и се попарува. Супер! Баклава врела, шербет изладен. Да. Ладен и ќе ја попариме потоа баклавата. Да. Ѓоко, за еден плехот шпоред, колку кори, урми, ореви, се друго ни е потребно? Потребно е околу килограм кори. 1 килограм кори готови, да. Потоа е потребно 300 грама ореви и потребно околу 90 урми. 90, пошто толку парчиња излегува, од 1 килограм кори, цимет. Цимет ни е потребно околу 20 грама и 20 грама ванилен шекер. Ајде, Ѓоко, повели да видиме како се прави баклавата со урми. Најпрво се мачка тавата со зејтин, со маслиново уле. Потоа се взима кора. Прво ја распустила. Да, распустиваме кората. Повели маслото да ти е на рака. Секоја кора се мачка со зејтин. Потоа се става... Од колку кори е секое парче? Од 4 кори. Од 4 кори. Добро. Се наросува ванилен шекер на едната кора. Добро. Еве јас ќе ти ја ставам втората кора. Ќе дојдам да ви помагам во кујната некогаш, Па може да, во секое време. Чек потоа става цимет. Значи на првата кора ванилин шекер, Да, на а после втората се става цимет. цимет. А на последната кора ставаме нешто? На последната се ставаат турмите од озгоре. Внимателно со кориви. А ја премачкуваш со масло? Да? Секоја кора. За да не се исуши. Добро.
Потоа во урмата се става оревче, Една јатка. една јатка од Една орев. половина. Да, една половина. Колку урми ставаш во овој дел? 12. 12. Потоа секој корите ставени се сечат вака. На Горе 4? 4 дела, На 4 еднакви дела. а горе се сечат на 3 дела. На 3. Значи во ширина на 4 ленти, а во должина на 3. Да. И во Твоја сега- специјалност е сладкарството? и сладкарството и сега највише тестото. Тестото. Да. Браво. На секоја исечена кора се става На средина? на сега, да. Ајде да видиме начинот на кој што ќе ги завиткаш баклавите. Прво, од аголот почнуваш, така? Од аголот се витка. Во косо, во дијагонала. Да, во дијагонала. Добро. Се мота, Како кифла? кифла и вака. И се подвиткува. Подвиткува. Многу интересно. Ама ова си бара доста работа. Да, да. Одлично. Значи, едно по едно вака, ќе ги виткате дијагонално како кифлички и крајчињата ќе ги И подвиткате се од редат. остола. И ќе ги редите во тепсијата со крајчињата на дното на тепсијата. Да, и треба да бидат добро збиени. Одлично. Значи, убаво, едно до друго, како војничиња. Да. Да ти помогнам и јас. Па што се за нас 90 парчиња веднаш ќе ги свиткаме, нели? Највише пола сат. Половина сат. Со вас, драги мои, се гледаме за половина час. Драги мои, убавата штипска баклава со урми ќе ја јадам во друштво на госпоѓата Станка Лонгурова, која што е собственик на ресторанот и конфекцијата Лонгуров, госпоѓата Елена, вокално-инструменталниот состав, членките Орнаменти. Повелете сега да ве послужам од ова баклава што е многу барано овде и тамани да постите. Ова е сега време за пост на една убава баклава. И господја Станка, да ви кажам, пред да дојдам, јас се распрашав за вас, морам да ви кажам. Знаете ли што кажа вашите сограѓанки? Од Станка немало поголема домакинка. Толку точно, нели? Се сте правеле дома сама. Инаку господја Станка ја донеси ова прекрасна погача, како се вика? Слоново уше. Слоново уше, таа лично ја правеше и еклери, домашните еклери. Вела дека се сте правеле дома сами, ништо не сте купувале. Дали е точно? Да, точно е тоа. Јас практикувам сама да си направам за мојата фамилија, па и за роден ден и за прослави некои. Правам колачи, правам солени работи, во главном се сама, ништо не купувам. Браво, секоја чест за поздравување. Да учиме младите домакинки од вас. Да,
го прифаќат тоа и моите керки и тие сами си прават се. Да си земем и од еклерчињата. Јас морам да ги пробам колку се симпатични, а посебно ги сакам дека вие ги направивте за вкусот на традицијата. Повелете да ги пробам и еклерите. Вкусови ли се вкусови? Да си наздравиме, да сте здрави и живи и само за убаво да не собирате вака кај вас, а вие ќе не почестите со една убава староградска штипска песна. Devojče tanko, visoko, devojče tanko, visoko, visoko.